Добро вечер. Почнува ново издание на емисијата 360 степени на македонската телевизија. Вечерва се фокусираме на овие теми. Нови докази за несериозен однос на раководството на МНАВ кон обезбедувањето на навигација. По упадот на 4 јануари од агенцијата што го обезбедува објектот тврдеа дека чекаат да потпишат договор со државното АД. Сега МНАВ објави договор на кој стои дека е потпишан на 29 декември, а на него е потписот на оние што на 5 јануари тврдеа дека се уште нема договор. Првите градежни активности на Бехтел Јенка за изградба на автопатите ги донесуа и првите проблеми. Во гостиварските Горна и Долна Пањица се жалат дека им се експроприираат нивите од кои живеат. Со одземањето на земјиштето државата ништо не ни рекла, не ни гарантира никое работно место или било кај. Или треба да земаме куферчето да си одиме надвор од државата. Во Прилепско пак Ова е локалитетот Црн камен, за кој многу експерти и истражувачи тврдат дека од непроценливо значење како светско природно наследство. Кај нас може да заврши како материјал за изградба на автопат. Емоциите кои што ги имаат жителите, Јас ги разбирам тие дали емоции, надлежните бидејќи знаат. експроприацијата е секогаш многу чувствителна. Да, мачен процес е. Велат дали знаат од каде потекнува познатиот бањички кроминт. Вие сте од Полошко, веројатно знаете. Производ сите земјоделски знаеме кој што во цела Југославија бил познат и ден денеска се произведува токму од тие ниви. Значи, мене стварно ми е жал. почнуваме со сториите. Трагаме по одговорот на прашањето како бил можен упад во МНАВ, една од институциите што би требало да биде најдобро обезбедувана во земјава. Во сторијата на нашиот Александар Димитриевски ќе видите дека попат стигнавме до серија факти и дилеми кои одат во прилог на тезата дека раководството на акционерското друштво во државна собственост имало во најмала рака несериозен однос кон темата обезбедување на објектот. Например, во пресрет на инцидентот, контролната кула на Скопскиот аеродром најмалку 2 недели била без ангажирано обезбедување за што доцнела тендерската поставка. Потоа, од Кичевската агенција што втора година ја добива јавната набавка за обезбедување, на 5 јануари, ден по упадот, соопштија дека се уште го немаат потпишано новиот договор. За деновиве на Бирото за јавни набавки да се појави договор со датум 29 декември 2023, што е истиот ден кога била избрана најповолната понуда. Па како во ист ден е направен изборот и потпишан договорот? Празниците вообичаено се период за одмор, но тој посакуван спокој годинава го наруши упадот во зградата за контрола на летање на МНАВ. Инцидент во МНАВ. Партиски активисти нападнале контролори на летање зашто го поддржале синдикатот. И Беким Незири на службен разговор во полиција. Се трага по уште тројца. За Дуи, инцидентот неправедно и се припишува на партијата на Ахмети. Колку што знам и нема да преюдицирам понатака во интерес на истрагата, се работи за личен некој си кошкање има во секоја организација. Контрола на летање не е малска продавница, не е фризерски салон, па некој влегол и сега се случило нешто. Како осомничени за настанот, во домашен притвор досега се 5 лица. И додека институциите работат на одговорот што точно се случило, 360 степени анализираше како воопшто бил можен упад во контролата на летање на МНАВ и дали нешто ќе се смени, за да не се повтори. Хеликоптер или авион? Не е важно. Секој воздухоплов што слетува или полетува од аеродромот Скопје или пак само прави прелет над земјава, се наведува од оваа зграда. А за да се стигне до контролната кула на МНАВ, треба да се помине оваа уличка со 2 рампи на неа. И двете се отвораат од дежурниот чувар кој седи во чуварската кукичка. И во моментов, и на 4 јануари во таа кукичка седи вработен од агенцијата за обезбедување 2СС од Кичево. Фирмата е избрана на тендер за да го обезбедува објектот. Според извори од истрагата, но и дел од медиумите, критичниот ден на првата рампа дошле 4 возила. Тогаш, лице вработено во МНАВ излегло од главната зграда, дошло до чуварската кукичка и побарало од чуварот да ги крене рампите. Дали чуварот постапил по барањето или дел од работата ја завршил и вработениот во МНАВ, не е целосно јасно. Но, сигурно е дека чуварот не презел ништо да го спречи влегувањето на гостите. Сега, тој е еден од притворените за упадот.
Додека вниманието на јавноста е во случувањата пред судот и обвинителството, во позадина се случи контрадикторен настан. Неделава, на порталот на Бирото за јавни набавки објавен новиот договор за обезбедување на зградата на МНАФ, склучен меѓу акционерското друштво во државна сопственост и фирмата 2СС. На договорот пишува дека е склучен на 29 декември 2023 година, односно една недела пред критичниот настан. Оваа компанија повторно е... Проблемот е во тоа што на 5 јануари, односно ден по инцидентот, ТВ Телма го пренесе ставот на газдата на 2СС, Самир Билбиловски, дека во моментот на упадот го немале подпишано новиот договор. Билбиловски вели дека на 29 декември завршила тендерската постапка и биле известени дека повторно се избрани за обезбедување на МНАФ. Го добиле договорот за продолжување на соработката, но тој се уште не бил подпишан. Прашан за неговиот став за ТВ Телма од пред 10 дена, Билбиловски сега има поинаков одговор. Обострано договорот е подпишан на 29.12.2023 година, но оригиналниот примерок официјално е добиен непосредно пред и официјално да биде објавен на електронскиот систем за јавни набавки на 15.1.2024 година. И од МНАФ тврдат дека подпишале договор на 29 декември и покрај изјавата на Билбиловски од 5 јануари. Но, индиректно посочија дека директорот на фирмата, Джемал Билбиловски, е тој што е најупатен, а не газдата Самир Билбиловски. Договорот се подпишува од овластени лица од двете страни, а не од страна на вработени лица кај економскиот оператор. И да се прифати тезата дека газдата на 5 јануари не знаел што подпишал неговиот директор една недела предходно. Датумот на договорот и понатаму е спорен. Еве зошто. Според системот за јавни набавки, на 29 декември 2023 година, МНАФ носи одлука за избор на најповолен понудувач за тендерот за обезбедување. А тој чекор, изборот на најповолна понуда, вообичаено се случува барем неколку дена пред подпишување на договор. Например, на 29 декември МНАФ донеле одлука за избор на најповолна понуда и за тендерот за одржување на систем за контрола на пристап и видеонадзор и на надворешни уреди. Договорот по таа одлука се уште не е објавен. Понатаму, на 22 декември МНАФ донеле одлука за избор за најповолна понуда за тендер за 5 ТВ приемника. Договорот е подпишан на 5 јануари 2024 година, односно 2 недели подоцна. На 21 декември МНАФ избрале најдобра понуда за патничко осигурување. Договорот е подпишан 4 дена подоцна. Па, прашавме, како е можно токму за обезбедувањето во ист ден и да избрале најповолна понуда и да подпишале договор. Одлуката за избор и договорот е подпишан согласно одредбите од Законот за јавни набавки. Од МНАФ негираат дека го антидатирале договорот. Тврдат, се е според законските акти за архивско работење. Но, тука се јавува уште еден, благо кажано проблем. Дури новиот договор за обезбедувањето да бил подпишан на 29 декември. Стариот истекол на 14. Тоа значи дека тие 2 недели МНАФ немале обезбедување ниту во куќарката. Официјално, од МНАФ тврдат дека во наведениот период во функција било интерното обезбедување. Неофицијално, вработени тврдат дека рампа кревале и лица задолжени за хигиена во објектот. Кои се причините што довеле до инцидентот и кои се последиците од него, утврдува и Агенцијата за цивилно воздухопловство. Ова институција изготвува 2 извештаи. Едниот се однесува на обезбедувањето на објектот, а другиот на безбедноста на авиосообраќајот. При крај извештајот за обезбедувањето, кој треба да даде одговори, кои се главните причини што упадот воопшто се случил. Причината е непочитување на процедурите за физичко обезбедување на објектот. Причината е самоволно постапување и сериозно прекршување на одредбите од Националната програма за обезбедување во воздушниот сообраќај, од програмата за обезбедување на МНАФ, од нивните процедури и од Законот за воздухопловство. Документот за обезбедувањето во себе ќе содржи и мерки и наредби, кои ќе треба да ги преземе МНАФ за ваков инцидент да не се повтори. Зголемувањето на бројноста на службата за обезбедување, воведување построги контроли при влез, се само некои од нив. Но, што ако МНАФ не ги почитува новите мерки, како што не се почитува актуелните?
Ако се покаже неспособен и ако не одговори на задолжителните мерки и наредби кои ќе ги изрече Агенцијата за цивилно воздухопловство, тогаш крајна мерка е одземање на сертификатот за делот на вршење на обезбедување во објектот и сите објекти и во Охрид и во Скопје ќе влезат во така наречената ерсайт, значи во безбедносно контролираната зона на аеродромот, и како и сите луѓе што влегуваат на аеродром преку службен влез, така ќе влегуваат и тие, и возилата, и опремата. Извештајот за безбедноста на авиосообраќајот пак е во порана фаза, бидејќи се чека извештајот за обезбедувањето. Сепак, според директорот на АЦВ Тунтев, таму треба да се очекуваат помал број насоки, бидејќи утврдиле дека немало последици по безбедноста на воздушниот сообраќај. Од 14 часот и 53 минути, кога започнал настанот, до 15:09, кога завршил целиот настан, значи за тие 16 минути, ниту еден воздухоплов не е останат без комуникација со надлежен контролор на летање. Ниту еден пилот не пријавил настан. Тоа во воздухопловството го викаме окюранс, значи нешто што не е вообичаено и што може да представува опасност, ризик или загрозување на безбедноста. Ниту еден контролор нема пријавен настан. Ниту пак било кој од воздухопловен персонал пријавил нешто што не е вообичаено. Имајќи го во предвид нивното искуство, нивното знаење, нивната стручност, посветеност на работата, добро е што настанот поминал без последици по безбедноста на воздушниот сообраќај. Значи не е загрозен ниту патник, ниту воздухоплов, ниту член на екипаж, ниту контролор, никој. Повреда на одредби од други закони, кривични закони. Значи сега јас не сум правник да ви коментирам дали има примена на насилство или загрозување на човечки слободи или значи тоа ќе го испитуваат другите надлежни органи. Јас можам да речам дека го осудувам настанот, значи не смеело да дојде до случување на настанот, затоа што можел да предизвика сериозни последици. Седиштето на агенцијата 2СС, фирмата на која МНАФ го довери обезбедувањето на контролната кула кај Скопје, се наоѓа во зграда во центарот на Кичево. Од надвор, просториите изгледаат скромни, но во пракса агенцијата има се позавидни приходи, особено од јавни институции. Во 2018 година 2СС потпишала тендери во висина од 70.000 евра со централни и локални институции. Во 2022 година таа сума пораснала до околу 2 милиони евра. За 2023 година сумата е околу 1,5 милиони евра, но има уште време да се објават договорите склучени по огласи од крајот на минатата година. 2СС има широко портфолио на клиенти, но истовремено најголеми договори им се со институции што ги водат кадри на ДУИ или блиски на партијата. Како јавното претпријатие за државни патишта, Агенцијата за електронски комуникации и Државната лотарија. На јавна сцена се појави и други тврдења за блискост на Али Ахмети со 2СС. На сето тоа од компанијата Вела. Нашата компанија е основана во 2005 година и од тогаш до денес успешно работи во секторот на услуги за обезбедување на имот и лица, а лиценцата за работа во делот на обезбедување добиена уште на 23.9.2005 година. Едно од приведените лица за упадот на 4 јануари е токму вработениот во 2СС. Прашани за став за постапувањето на нивниот вработен и делата за кој осомничен, од компанијата одговараат. Нашиот став во однос на постапувањето на нашиот вработен е дека истиот постапил правилно и во согласност со предвидените обврски согласно договорот за јавна набавка на услуги за обезбедување, односно во согласност со внатрешните процедури за обезбедување и постапување. Фактот дека едно од приведените лица е вработено во 2СС го предочивме и пред МНАФ. Поточно, прашавме дали ќе преземат нешто во врска со постапувањето на Кичевската агенција. Ова е интегралниот одговор на прашањето. Во моментот сме во постапка на именување на нови членови на управниот одбор на МНАФ АД Скопје. Сите постапки кои се водат, на крај, ќе донесат некакви одлуки и заклучоци. Известно е дека ќе има политичка и прекршочна одговорност. Дали ќе има кривична и за кој дела, е тешко да се предвиди. Директоре, кажете ми колку средства досега се префрлени на Бехтел и Енка? До сега кон Бехтел и Енка се префрлени 207 милиони евра.
За 2024 година се предвидени 15 милиарди и 100 милиони денари, тие се околу 245 милиони евра. Продолжуваме. На терен во Гостиварско ги регистриравме првите градежни активности на Бехтел Јенка за изградба на автопатската делница Тетово Гостивар Букојчани, која е дел од коридорот 8. Локацијата е веднаш до селата Горна и Долна Бањица, чии жители реагираат дека експроприацијата на нивните поседи за потребите на изградбата на автопатот ќе ги остави без главниот извор на екзистенција – можноста да го одгледуваат познатиот бањички кромит. На другата траса, приле Битола пак, група локални ентузијасти се борат да го заштитат локалитетот Црн камен, за кој велат дека е од значење не само за националното, туку и за светското природно наследство, а има опасност да заврши како тампон за новиот автопат. Зоран Јовановски има сликата од терен. Ова е атарот на гостиварските села Горна и Долна Бањица, плодно поле на кое локалните жители одгледуваат градинарски производи, меѓу кои најзастапен е кромидот. Но на земјоделците водата им ја замати автопатот што треба да минува во близина. Ние се наоѓаме сега покрај трасата што поминува коридор 8, а ние се наоѓаме тука кои во склоп на коридор 8 ни земаа за логистика комплет оваа цела површина која апсолутно ние не знаеме после каде ќе одиме, пошто ова е плодно земјиште и ние живееме од ова земјиште. Државата веќе почна со експроприација. Земјиштето им се одзема за 650 денари квадрат. Тука, наместо познатиот бањички кромит, треба да никне камп во кој ќе бидат сместени работниците што ќе го градат автопатот од коридорот 8. Пред 2 месеци, кога почна да ни дојдат тие директно поканите да се јавиме во имотно правно, така што тука пишуваат или се согласуваш или не се согласуваш, даваме изјави, меѓутоа со доаѓањето назад до дома позади ти доаѓаат решение, исто како во диспозитивот, така што тие викаат имате право на жалба до Управен суд Скопје, меѓутоа секој нема пари да плати авокат. Мештаните дошли и до скица на која е обележана територијата што треба да им биде одземена. Пус има тоа страна, еве што ви кажав, овие се касарни, касарните тамо остануваат, тие се празно место кои не се ораат, ни се работат од бивша Југославија останати, а види ова црвената линија, исто полето се одзема тамо, ова остануваат. Предлагаат уште едно решение. Нека зема по Чирија, ако сама најлошото по Чирија, па нека ни го врати земјиштето назад. Ако е било во јавен интерес, ајде и ние да легуваме тука. Меѓутоа да си врати земјиштето, патот ќе се направи и ќе си замине енка. Нема да стои тука. А после нека чистит местото, нека прави кај бараките, па нека да продолжиме со нашата работа. Трајното одземање на нивите целосно ќе им го смени животот на селаните. Кај ќе одиме? Не ни дава веќе годините, ние не сме млади. 20 години ќе земам куферот и ќе си замина некаде. Ама нема кај ќе одиме, каде ќе одиме? И не е солидно да ја напуштиш твојата земја, твојата село и да се преселиш друго место. Имаме кај да работиме, а немаме, тогаш можеби ќе ја напуштиме. А сега не размислуваме ние да пуштиме селото. И ќе се бориме до крај. На неколку стотици метри од тука, конзорциумот Бехтел Јенка, што ги гради автопатите, веќе отворил градилиште. Се пробива една од најсложените делници од коридорот 8, Гостивар Кичева. Ова е местноста Дузлук, што на турски значи рамнина. Се наоѓа во непосредна близина на селото Горна Бањица и е меѓу првите локации на кои веќе се започнати градежни работи за изградба на автопатот. Нашите соговорници велат дека не се откажуваат од својата земја и ќе продолжат да ја обработуваат. Нема ни една нива што не е обработлива, сите се орани ниви, меѓутоа сега ради времето зима, до крајот на месецот ние ќе почнеме со орањето со нивите, така што ќе почнеме со нашата работа. Мора да живееме од негде. Со одземањето на земјиштето државата ништо не ни рекла, не ни гарантира никое работно место или било кај. Или треба да земаме куферче тоа да си одиме надвор од државата. На 10 километри јужно од Прилеп пак, меѓу селата Алинци и Шелеварци, има наоѓалиште на ретки видови минерали. Ова е локалитетот Црн камен, за кој многу експерти и истражувачи тврдат дека од непроценливо значење како светско природно наследство. Кај нас може да заврши како материјал за изградба на автопат. Еве како.
За изградбата на автопатот од коридорот 10D, Бехтел и ЕНК почнале да експлоатираат материјали токму од ова место. Црн камен е толку богат со минерали што и со површно пребарување се стигнува до разни примероци. Па овие се дел од минералите пронајдени тука. Ова е тој титанит. Карактеристично за овој минерал дека овде е пронајден многу голем примерок. Имаме многу убави кристали на кварц. Ова е црн кварц, така наречен морион. Понатака имаме убави кристали на албит. И имаме еден интересен минерал од групата на амфиболи, влакнес амфибол или арфецолит тука. И колку вкупно минерали има на едно место овде? Овде на едно место има 20 минерали се пронајдени. Освен тоа, ова и е археолошко наоѓалиште. Вака има и големи парчиња од куќа, од град. Надземни така. Еве кај што биле лепени овие прачки, значи прачки ределе, поголеми стебла, цепени стебла и така и правеле градби. Со црвеница или глина. Тука е пронајден и минерал со единствени карактеристики кој бил наречен според името на земјава. Најден посебен минерал со посебни карактеристики, непознат до тогаш во светот, како минерал и е наречен македонит. Тоа е направено колку што видов јас во литературата, ми се чини 71 година објавен материјал од двајца геолози од Винча, нуклеарен завод, или како се вика тој во Белград. Геологот Васја Дамески и новинарот Тренчо Димитриовски се дел од Комитетот за заштита на природното и културното наследство што го формирале неодамна. Многу брзо се направи истражување на материјало и многу брзо се качија машините тука, се отварат патишта, тоа е во како да кажем, додека се свестиме ние. Концесија да се добие за експлоатација, процедура е долга, која што ќе ви кажат рударите дека трае по 2 години и повеќе се собира куп документација, мито давајќи им овдека ексклузивно право на ова фирма Бехтел и ЕНК, еве во смисла за изградба побрзо на тие договорени проекти и веројатно тие можат да прават како што сака. Реагирале до надлежните институции и успеале, барем засега, да заштитат дел од ова место. Успеавме да заштитиме до таа табла, а друга на табла е контактна зона, значи тие нема да работат друга на табла на ваке. Значи она што беше предмет на поранешни геолошки истраги се заштити. Другиот дел не можеме да заштитиме бидејќи немавме доволно аргументи, значи не е геолошки истражен. Значи голема неодговорност што беше ние и како геолози, па и како прилепчени македонци кои дозволевме овие минерали да се издробат и да завршат како тампон за плато. Сепак, се работи за само 40.000 квадратни метри, а се смета дека целото наоѓалиште е на површина од над 2 квадратни километра. Затоа нашите соговорници сметаат дека битката се уште не е добиена. Иако тука истражувале и напишале научни трудови многу светски геолози, во тек се нови геолошки истражувања чии резултати ќе бидат пресудни дали Бехтел и ЕНК ќе го експлоатираат целото место. Потребно е овој дел да најдеме некој начин како можеме ние законски да го експлоатираме. Ти сега е нападнат, видовте и сами нападнат од диви копачи, значи и нашите минерали одат по тие црни канали, излегуваат надвор од земјава, ние немаме ингеренции ништо тука да направиме. Повикуваат државата да го заштити црн камен, да се отвори музеј на минерали, а истражувањата да се прават во државни рамки. Со реакциите на жителите на Горна и Долна Бањица и стравувањата на Комитетот за заштита на природното и културното наследство на Црн камен, го соочивме директорот на јавното претпријатие за државни патишта Ејуп Рустеми. Зоран Јовановски го прашува Рустеми и колку пари досега му се префрлени на конзорциумот Бехтел и ЕНК и дали ќе се оствари ветувањето да се овозможи следење на трансакциите и од оваа институција, зашто таа не е дел од системот отворени финансии. Господин Рустеми, во аторот на гостиварските села Горна и Долна Бањица во тек е процес на експроприација со која на жителите кои што главно се занимаваат со земјоделие ќе им биде одземено плодно земјиште. Немаше ли друг начин? Значи, кога зборуваме за трасите за коридор 8 и коридор 10D, тие траси за изградба на коридор 8 и коридор 10D беа предвидени многу порано од страна на Република Северна Македонија и од јавното претпријатие за државни патишта, бидејќи и порано имаше идејни проекти кај треба да поминат овие траси. Врз основа на тие одредени овие траси каде што треба да поминат коридорите, беа зафатени и овие простори каде што ќе бидат
изградени овие коридори. Врз основа на тие траси веќе и подпишавме договор со конзорциумот Бехтел и Енкел. Врз основа на тие траси што беа предвидени порано, ние имаме и урбанистички проекти. И врз основа на тие урбанистички проекти, каде што е предвидено каде ќе поминат тие траси на коридор 8 и коридор 10D, ние во јавното предпријатие подготвуваме елаборати за експроприација. Но овде сакам да бидем многу подециден, бидејќи сакам и вас да ви информирам, но истовремено и граѓаните, дека јавното предпријатие за државни патишта не врши експроприација. Има други државни институции што вршат експроприација. Ние како јавно предпријатие за државни патишта сме само корисници на таа експроприација. И таа експроприација произлегува од урбанистичкиот проект што за овие коридори е донесено од страна на влада и тоа се предвидува и коридорите кај ќе поминуваат овие автопатишта. Така, но од друга значи, страна емоциите кои што ги имаат жителите. Јас ги разбирам тие емоции, бидејќи експроприацијата е секогаш многу чувствителна. Да, мачен процес е. Велат дали знаат од каде потекнува познатиот бањички кромит. Вие сте од Полошко, веројатно знаете. Ние сите знаеме кој што во цела Југославија бил познат и ден денеска се произведува токму од тие ниви. Значи, мене стварно ми е жал. Жал ми е бидејќи треба да се експроприира дел од земјиштето, тоа може да биде и градежно земјиште, за некој градежното земјиште е многу побитно од земјоделското земјиште, за земјоделците земјоделското земјиште е многу битно за нив, бидејќи од тоа живеат тие и мене ми е многу жал, но кога градиме еден стратешки проект, како што се коридор 8 и коридор 10D, па и сите други патишта што се за јавен интерес, тие патишта мора да поминат некаде во некој имот. И секогаш ние сите сме чувствителни за имотот што го имаме и замисли некој да ти дојде во одреден период да ти каже дека овде треба да помине некој пат и таму треба да помине во твојот имот. Но јас како директор на јавното предпријатие не определуваме кај ќе биде точно трасата. Тоа го определуваат експертите, тоа го определуваат проектантите. Да, ни го образложивте. Дали мораше земјиштето трајно да им се одземе, со оглед на тоа што тука нема трасата да поминува буквално од автопатот, туку ќе биде користено за помошни објекти за изградба на автопатот. Дали мораше земјиштето трајно да се одземе или можеше да му се врати на собственикот откако ќе заврши употребата? Значи, ние кога веќе имаме урбанистички проект одобрен од страна на влада, ги разгледаме сите можности и тоа го разгледуваат и другите државни институции, како што е Државниот правобранител, Управа за имотни правни работи, Биро за вештачење каде што се врши процена на вредноста на земјиштето. И врз основа на сите законски норми ние треба да постапиме со експроприација. Ние знаеме дека има и времена експроприација и трајна експроприација. Времена експроприација каде што се предвидуваат посебните објекти за изградба, тоа трае најмногу 2 години. И врз основа на тоа што законот определува и рок колку може да трае времена експроприација. Автопатот сигурно нема да се гради 2 години. Договорот што ги имаме ние подпишано е 4 години и 7 месеци. Врз основа на тоа ние не можеме да одиме со времена експроприација. И јас сум имал средба и со жителите од Бањица. И јас ги имам слушано сите нивни барања што го имаме. Ние врз основа на тие барања, јас седнав со сите релевантни институции. И врз основа, кога ги разгледавме сите можности, тоа е единствениот пат, бидејќи ние треба да ги почитуваме сите законски норми што се во важност. Жителите негодуваат и за цената 650 денари за квадрат. Значи вредноста и процената за нас, на вредноста на имотот не го процениме ние, тоа го проценува Биро за вештачење. Бирото за вештачење ангажира проценители и врз основа на тоа тие определуваат цена. Но и граѓаните треба да знаат дека ако тие не се согласуваат со таа вредност што е определена од страна на Биро за вештачење, тој по автоматизам
се води како судски процес и граѓаните имат право по судски пат да дојдат до поинаква цена. Кај нас, во јавното предпријатие, си доаѓат во момент кога ќе заврши целокупниот процес за експроприација и ни доставуваат вредноста која треба ние како јавно предпријатие, како корисници на експроприација да ги исплатиме. Добро, значи да се збогуваме од банјичкиот кромит и другите градинарски производи. За жал, таа е констатацијата. Сега тоа е предвидено со проектот кај што треба да помине автопатот, тоа е предвидено со урбанистичкиот проект и тоа е предвидено да имаме и трајна експроприација. Сега да појдеме на една друга локација, во Прилепско, има место на кое има над 20 видови ретки минерали. Тоа место, од тука треба да се црпат суровини, да речем, за потоа да се гради автопатот, и токму овие ретки минерали може да завршат како тампон за изградба на автопат. Сте знаеле за ова? Значи вака, како што зборувавме и за експроприација, на кој начин и како се постапува со експроприација, исто така се постапува и се почитуваат сите законски норми и за концесии за земење на секакви материјали. Тие концесии се дават кај релевантните институции, како што е Министерство за економија или други институции, каде што сите државни институции треба да дават мислење. Дали тоа е од културно наследство, дали тоа е од природно наследство, за било што ние треба да бараме и бараме согласност од сите релевантни институции. Сите тие релевантни институции кога дават согласност, тога се дава концесија за земање на материјалите од страна на Бехтел и НК, па и од другите компании што работат кај другите проекти. Ви дадоа согласност за ова место? Јас точно не знам, ако им, може би сега во моментот има само геоменички испитувања и се испитуваат материјалите за нивните својства што го имат. Но кога тие ќе достават за да го земат тој материјал или да ја земат таа концесија, мора да барат одобрение од Министерство за економија. Министерство за економија ќе дава согласност, прво ќе бара мислење од сите релевантни институции, кога ќе ги има сите тие мислења позитивно, тогаш ќе дава концесија за одредено место. Откако жителите од тој регион, експерти, геолози, други активисти реагирале до многу институции, сега тоа место, тој барем централното место, е оградено со некакви банерчиња на кои што стои на 3 јазици, внимание, заштитено културно наследство. Веројатно, некоја од институциите решила дека тоа сепак е културно наследство. Меѓутоа, веќе копаат багерите непосредно до последното знаменце со кое што е означено. Можете ли вие да ветите дека ова место, кое што е веќе означено како културно наследство, нема да биде уништено? Значи, јас можам да ветам само за моите ингеренции што ги имам како директор на јавно предпријатие за државни патишта. Секој одговорен човек што раководи со секоја институција во државата треба да вети за нивните одговорности што ги има. Ние веќе имаме договор со Институтот за културно наследство и тие веќе беа на терен и во коридор 8 и во коридор 10D, нивните експерти беа на терен, од нивна страна ние имаме зелено светло или ние имаме одобрение или позитивно мислење, кога ги имаме сите тие позитивни мислења, тогаш ние влегуваме и им даваме одобрение на Бехтел и НК. Ќе следиме како ќе се развива ние овој случај. Ние сме тука во секој момент и можеме и на терен да излеземе и да ги гледаме. Господин Рустеми, докаде изградбата на автопатите од коридорите 8 и 10D, со оглед на тоа што на терен веќе може да се видат градежни активности? Да, во Бехтел и НК веќе почна и со градежните активности и во коридор 8 и во коридор 10D. По освојувањето на урбанистичкиот проект од страна на влада за коридор 8 и за коридор 10D, веќе трајат другите активности каде што се прво треба да се врши експроприација на целата траса, каде што треба ние да отвориме поголем фронт за работа на конзорциумот Бехтел и НК. Веќе ние сме во процес
за експроприација и во коридор 10 кај Гостивар и во коридор 10D истовремено. Има неколку месеци каде што веќе има и градежни активности од страна на Бехтел и ЕНКА за геоменичките испитувања на целата траса, истовремено и за си работат на отварање на сите пристапни патишта до главната траса. Веќе се проектират делови од коридор 8 и коридор 10D. Веќе имаме ангажирани неколку месеци порано и проектантските друштва кои веќе проектират. Сега за делница 1 Тетово-Гостивар, Гостивар-Бојкочане и Прилеп-Битола. Овој месец веќе ќе почнеме со урбанистичкиот проект за проектирање на урбанистички проект и за делница 3, што е Требеништа Струка Ќапасан. Во преговори сме со јавното предпријатие на Албанија, каде што ќе ја смениме трасата, бидејќи имавме доста забелешки од страна на УНЕСКО, каде беше предвидено трасата да излезе до Ќапасан. Сега веќе сме договорени и веќе имаме подпишано и меморандум со Република Албанија, каде што веќе е предвидено да се изгради еден тунел помеѓу Македонија и Албанија и граничниот премин нема да биде повеќе во Ќафасан, него ќе биде заеднички тунел помеѓу Македонија и Албанија. Веќе при крај сме и технички, веќе имаме поставени контакти со јавното предпријатие за патишта од Албанија, со нивни проектанти и со проектантите од Бехтел и ЕНКА, и веќе се определува и должината на тунелот кој ќе биде заеднички тунел помеѓу Албанија и Република Северна Македонија и ќе се скрати патот од Скопје до Тирана за околу 25 километри. Директоре, кажете ми колку средства досега се префрлени на Бехтел и ЕНКА? До сега кон Бехтел и ЕНКА се префрлени 207 милиони евра. Ова година во буџетот веќе се предвидени во буџетот за 2024 година, се предвидени 15 милиарди и 100 милиони денари, тие се околу 245 милиони евра. Исто така, тие средства што не беа искористени во 2023 година, беа пренесени во посебна сметка кај јавното предпријатие за државни патишта, тоа е 1 милиарда и 697 милиони денари, и тие средства ќе се префрлат и ќе се користат ова година. Тоа значи дека ова година за Бехтел и ЕНКА има буџет од 275 милиони евра. Со оглед на тоа дека јавното предпријатие за државни патишта не е во системот отворени финансии, првиот вице-премиер Артан Груби најави дека ќе се изработи нов, поинаков систем во кој што точно ќе биде информирана јавноста како ќе се трошат парите од овој проект. Меѓутоа, таков систем досега не е достапен. Зошто? Значи вака. Истовремено сакам да ви информирам дека во нашата веб страна ние ги објавуваме сите исплати што ги имаме кон конзорциумот Бехтел и ЕНКА и 3-месечни извештаи, финансиски извештаи ги извадиме сите тие податоци во нашата веб страна. Но истовремено, сите исплати што одат кон Бехтел и ЕНКА до сега, тие се буџетски средства и тие средства одат преку буџетот на РМ до Министерството за транспорт и врски, после се префрлуваат во јавното предпријатие, па ние ги префрлуваме кај Бехтел и ЕНКА. И тие се може да се гледат тие средства што беа исплатени до сега. Овие средства што беа префрлени во посебна сметка кај јавното предпријатие што не беа искористени во 2023 година, и јас ви информирам во секој момент. Да, јас сакате да кажете дека има начин како да се... И во секој момент, и сите тие, ние ги објавуваме во нашата веб страна, граѓаните за секој денар да бидат информирани. Не само за овој проект. И јас, ако владата одлучува, јас сум согласен, сите наши исплати што одат кон сите други градежни компании да бидат јавни и граѓаните да знаат точно колку. Така, во системот отворени финансии
многу поедноставено ги има сите исплати од општините, од државните институции и така натаму. Веројатно еден таков систем што го најави вице-премиерот би бил од полза кога би ги имале на едно место сите сите трошоци. Јас потполно се согласувам и подобро ќе го направите побрзо? Значи ние ќе го направиме кога ќе имаме законска норма за тоа. Бидејќи сега ние работиме според Законот за јавни претпријатија. Во Законот за јавни претпријатија точно е предвидено на кој начин ние што работиме. Ако се изменува законот и ако законот го бара тоа, со задоволство Осман ние ќе ги отвориме сите наши исплати што одат кон сите наши договори што ги имаме склучени како јавно претпријатие. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Ова беше разговорот на Зоран Јовановски со директорот на јавното претпријатие за државни патишта Ејуп Рустеми. Во 360 степени наред е новото издание на рубриката Саботажа на авторот Сречко Поповски. Предизборната математика предпоставува активност со која се пребројува секоја глава, се маркира секоја рака што може да го заокружи посакуваното бројче на гласачкото ливче. Ама барем досега, никој не е излегол со статистика во која предви се земаат и мртвите души. Еден куп луѓе кои што гласале за СДСМ нема да гласаат и второ затоа што многу народ за жал од Македонија се исели и трето затоа што многу луѓе почина и умре. Изгледа дека СДСМ ја фатила некоја фатална болест, штом на списокот заминати во прегратките на Богодат само нивни членови симпатизери, а не и они од спротивниот табор. Но интересен факт е дека има и такви, кои постојано се обидуваат да преживеат, а за да не паднат во немилост, редовно, предизборно, поменуваат политичкиот идентитет. Не исклучува можноста да се појавам на разговори со комисијата во ВМРО ДПМН која што е за соработка со потенцијални коалициони партнери. Има некакви најави имате? Не, чисто онака сега прв пат јавно пуштам ракавица. Ракавица се фрла за двобој, рака за содружништво. Настрана ваквиот квалитет, иако свесни дека се о евентуален нон-пейпер за уставните измени, би ги изгубиле шансите да ги бираат партнерите. Од опозицијата се самоуверени и најавуваат дека во мај Белата палата ќе предизвика блокада во работата на телеком операторите. Нема да може наши членови да испратат порака и честитка до председателот Христијан Мицковски од тоа колку председатели, подпредседатели и генерални секретари на партиите на македонските албанци ќе му испратјаат честитки и желби за успешна работа и за блиска соработка. Но пред да се дојде до таа фаза неопходно е дополнително да се расчисти теренот, за да се знае кој каде и со кого ќе игра. Не се знае чиј апетит ќе биде поголем, ама во голема мера вкусот ќе зависи од зачините, особено од американскиот црн бибер. Додека не се некои во таа листа, дури и не е срамота да си. Од ако главниот лопов го немате, а ги имате некои спорени, тогаш што? Што дека ја има таа листа? Сепак неспорен е стравот од тоа кој ќе биде следниот, се додека не се дојде до последниот. Тоа разбирливо предизвикува отпор, бидејќи повеќе нема да биде само фасада, туку реална закана. Се зборува за метнување со законско решение црните листи на Велика Британија и САД да влезат во нашиот устав. Ме молам, тогаш не да се прогласиме дека не сме држава веќе самостојна. Ние порно да кажам дека сме, сателит или да не кажам, некоја покрајна на овие големи земји. Па ние самите се руинираме овде. И на крајот, тешко дека ќе се руинираме ако станеме 51-ва држава, бидејќи ни случајно никој не би имал против таков исход. Па дури ниту оние кои веќе 20 години се на црната листа и самите ја почувствувале жештината на американската шлаканица. Боли ли се шамар? Апсолутно, како не боли. Али тоа си го сметав као шамар на родители. Ќотекот може би излегол од рајот, ама нема ништо педагошко во него. Доволен е само збор, за тој што се разбира од него. Толку за вечера. Следното наше издание е в понеделник. До тогаш, пријатно.